17-тиот меморијален турнир во борење Андонов Колев за прв пат се одржа во новата спортска сала. Настапија пионерите и кадетите на домаќинот Спартак од Кочани, Бучим од Радовиш, Балканец Штип, 7 мај од Прилепи и Неготино. Турнирот го организира БК Спартак и тренерите на БК Спартак, значи двајцата тренери, Зоки и Александар. Тие ги подготвува работите, голем благодарност до локалната самоуправа на Кочани и сите спонзори кои што допринесува овој турнир да изгледа вака по прв пат, значи во спортската сала Никола Карев. Во организацијата се вклучени и јас, значи помагам колку што можам, но поголем дел од работите ја вршат луѓето од БК Спартак. Се надевам дека овој турнир ќе продолжи да се одржува, веќе е 17-ти пат, се надевам дека ќе продолжува, дека ќе стане традиција и бренд на овој град, дека публиката ќе биде се повеќе заинтересирана, како што гледаме, значи од претходни турнири, за жал немавме толку посетеност. Овој турнир има малце поголема посетеност, поголема медиумска покриеност, поголема организација и се надевам дека од година година ќе биде се подобро. Пред се голема благодарност до локална самоуправа на општина Кочани, до градоначалникот Радко Димитровски. Поканивме 8 клуба, така да се движи во најдобар ред. Очекувам добро борење од Иван Јанев, најдобар борач на Спартак, тука е Глигор Ранев, Дејан Симеонов. Турнирот одблизу го следеа големи имиња на македонското борење, меѓу нив и живата легенда на овој спорт Насе Насев. Пред се ја да му честитам за организацијата. Турнирот е за почеток одличен, затоа што с комбинацијата нова сала, нови опреми и така натаму иде убаво. Што се однесува до квалитетот, ова има почетници, има поголеми борачи, постари, помлади, така натаму. Од нив ќе произлезат сигурно квалитетни. Првите борби покажа и многу убав квалитет, за разлика има квалитет и не квалитет. Меѓутоа, важно е да се одржува и важно е дека борењето ќе крене пак полека, така да мислам дека ќе има иднина. Прво ми представува чест што бев поканет да учествувам да бидам присутен на овој турнир. Андонов Колев во Секјавени, чест на нашите двајца големи спортисти и кои се пример треба да бидат пример за многу спортисти како понатаму треба да се борат во животот. Спартак им се одолжи на еден начин што организира турнири, ово го прави секоја година во Секјавени на нив и мислам дека тие тоа го заслужија. Иницијативата за турнирот од пред 17 години дошла од самите борачи на Спартак. Се сеќаваат луѓето кои го следат од самиот почеток. И почетокот се организира со преко донации, мислам, спонзорство и тие работи. И до ден денеска исто така мислам, еве сега и општината Кочани како покровител на турнирот треба и идните години да продолжи со исто така. Мислам дека треба малку повеќе помасово да се организира турнирот, да има повеќе екипи, од страна да има екипи како порано имаше и од страна екипи од Бугарија, од Грција, од Србија. Главниот пехар за најдобар борач на турнирот заврши во рацете на најдобриот кочански борач Иван Јанев. За најдобар млад борач беше прогласен Јане Буровски од Неготино, а за најдобар техничар Герче Батевски од Бучим. Победи во своите категории однесоа Лео Насевски од 7 мај до 42 килограми, Тодор Темелковски од 7 мај категорија 47 килограми, Горан Михајлов од Балканец категорија 53 килограми, Серхан Шакири исто така од Балканец категорија 59 килограми. Герче Батевски беше најдобар во категоријата до 58 килограми. По категоријата 63 килограми славеше Никола Петров од Бучим, а Ѓорѓе Осифов од истиот клуб беше најдобар до 69 килограми. Во категорија до 76 победи Фиданчо Јованов од Бучим, а Михаил Николов од Балканец беше најдобар до 85 килограми. Организаторот на турнирот не ги заборави ниту ветераните на Спартак кои своевремено ги донесоа најголемите спортски успеси на Кочани. Им додели благодарници на Насев, Ефремов, Соколов, Алексов, Нешев, Донев, Јанев, Јорданов, Кировски и браќата Ефтимови.